Стана некако вообичаено во последниве години, можда и подолго, ќе ни каже соговорникот во денешното интервју, од нашите представници на меѓународните надпреварувања по информатика, речи секојаш да се враќаме со постигнат успех. Дали се работи за високо освоено место, но многу често и за освоени медали на големите меѓународни надпревари по информатика. За да го разбереме зошто е тоа така, дојдовме на Финки и пред нас е редовен професор на Финки, господинот Миле Јованов, кој воедно е и председател на Сдруженијето на информатичарите на Македонија, кој пак практично најнепосредно се занимава со тоа да ги подготви и да ги испрати учениците на големите меѓународни надпревари по информатика. Господин Јованов, благодарам за прифатената покана да учествувате во ова интервју, кој е на порталот Рацин, ние го нарекуваме, имаме неколку прашања за вас. Па така еве дојдевме со тие прашања да ве прашаме во врска со ова што го кажав во воведот. Дали успесите на нашите ученици, главно се работи за средношколци, но и од основното образование, дали успесите на овие ученици се должи на некаква стратегија која се подготвува во Сдруженијето или на некое друго место, вие ќе ни кажете најдобро. Прво, благодарам што дојдовте. Секогаш сте добри дојдени кај нас, се надевам дека добро се чувствувате тука на Финки. Финки мене ми е прв дом, да кажеме, како професор тука, а и втор дом на Сдруженијето на информатичари на Македонија и на сите талентирани ученици. Генерално надпреварите ги одржуваме тука, затоа што инфраструктурата е добра и го дозволува тоа. Знаете дека нашите надпревари побаруваат секој ученик да има компјутер, да има мрежа, интернет и така натаму, да се поврзани компјутерите, пристап до сервер и затоа мораме да тука ја искористиме оваа инфраструктура која што ја нуди факултетот. Околу резултатите. Да, доста сум горд на резултатите кои што ги постигнуваме. Тоа е, не знам, повеќе деценијски труд кој што е вложен. Веќе 30 на години учествуваме на Светска олимпијада по информатика. Знам дека во далечната некаде 2008 година се нафатив да раководам со организирањето на надпреварите по информатика на домашниот циклус, за да може после тоа да пробаме да имаме конкурентни ученици кои што ќе бидат на светскиот надпревар. Од 2009 година станав и председател на Сдруженијето на информатичари на Македонија и веќе во 2010 година го имавме првиот медал после една деценија од немање воопшто медали. И од тогаш навака практично секоја година, скоро секоја година имаме 1, 2, 3, а една година или две сме имале месечини и 4 медали од четворица надпреварувачи што биле на самата олимпијада. Тоа се навистина добри резултати и сакам да ве прашам што е тоа што го правите за да ги подготвите учениците? Која е таа стратегија што ја имате испланирано, подготвено за да ги подготвите учениците да постигнуваат вакви резултати? Така. Многу фактори се во игра и на долги години сме размислувале, сме гледале, сме пробувале и некако мислам дека веќе го имаме усовршено, да речеме, занаетот во однос на овие прашања. Кога почнавме со надпреварите некаде 2006-2007-2008 година, имавме некаде интерес околу 30-40 ученици воопшто на првиот надпревар, на оној регионалниот надпревар што го викаме на ниво на Македонија. Значи малку имаше и интерес за надпреварите по информатика. Во тоа време првиот фокус ми беше да го популаризираме надпреварот меѓу добрите ученици, меѓу талентираните на секаде низ Македонија и се потрудивме тоа да го со помош на колегите на пример од математика. Математика беше, бидејќи предметот беше отправо оделение и така натаму, многу подобра инфраструктура има, многу повеќе надпреварувачи, па преку нив делевме флаери да се запознаат учениците и со можноста да учествуваат на надпреварите информатика. И стигнавме за неколку години до бројка
400, 500, 600 ученици заинтересирани, значи едно 10 пати повеќе за 2 години или 3 постигнавме, што не направи друг проблем. Сега веќе немавме компјутери за да може да ги спроведеме едноставно надпреварите. Тоа беше некаде 8, 9, 10 година, да кажем. И почнавме после тоа да въведуваме и дополнителни стратегии и така натаму. Едната работа е значи тоа да пробаме да допреме до скоро до сите не можеме сегогаш, ама до скоро сите талентирани ученици кои што го имаат талентот, кликерот за да можат да ги совладаат овие тешки работи. Втората работа е кога веќе ќе допреме до нив, како да ги привлечеме да учествуваат и тоа се трудиме со коректно, транспарентно организирање на надпреварите. Секоја година имаме среќа што надпреварите информатика се оценуваат задачите на тој начин што практично компјутер ги оценува, се подготвуваат тест примери и слично и на крајот ние практично имаме резултати на крајот од надпреварот, можеби 10 на 20 минути после тоа, зависно, нели, дури да се допрегледаат сите решени. Компјутер прегледува и учениците знаат дека нема човечки фактор и точно знаат дека го имаат резултатот што го направиле. Да, може да се случи за два знаци во кодот да изгубат поени за цела задача, меѓутоа такви се светските правила и се помирени со тоа. Ама знаат дека за сите важат истите правила. Тоа е второто нешто. Сега, кога преку циклус надпревари се трудиме да имаме едно ниво, нели, училишно, па регионално, па државно ниво, па од државното, тие се тие кои што се, да речеме, востановени од страна на државата. После тоа, ние дополнително продолжуваме со надпревари. Најдобрите 20 ученици ги викаме натаму на така наречена Македонска олимпијада по информатика. Да продолжат да работат во меѓувреме, да можеме да им даваме многу потешки задачи, некои кои што наликуваат на задачите од Светската олимпијада по информатика и да ги одбереме тука пак најдобрите 10. Па после тоа со нив продолжуваме да работиме, организираме кампови, организираме онлайн настава, па ги викаме во Скопје, па еве одиме некаде, секогаш се трудам да обезбедиме некакви средства па да отидеме на некој камп некаде на некоја локација во Македонија, во некој хотел неколку дена. Меѓусебно, мислам, прво со постари надпреварувачи да им пренесат знаење. Ние како професори да им пренесеме некое знаење. Они меѓусебно да си пренесат знаење, да се запознаат и да бидат во кооперација и колаборација заедно да работат. Практично ова се активности кои се во делот на здруженијата, надвор од она што е вообичаени надпревари што ги организира Министерството за образование. Сите ги организираме ние, само што регионален надпревар и државен надпревар се според акредитација од Министерство за образование. И за тие надпревари има нели и во законот прописи и некакви награди за најдобриот и така натаму, а ова другото е дополнително екстра напор за да можеме да ги изфилтрираме најдобрите. Така, и од тоа практично, колку што можам да разберам, од тоа филтрирање, ако можеме тој збор да го употребиме, ги добивате најдобрите кандидати кои потоа со право можете да ги однесете на големите меѓународни, регионални или светски надпревари. И тоа се очекува од нив успех. Една работа сакам да прашам во врска со интересот. Рековте за многу брзо време стигнавте до бројка од 600 во една година, голем интерес од младите. Дали тоа веројатно тоа се должи на популарноста на информатиката од една страна, но мене ми е битно да дознам дали тоа се должи и на дали откривте некаков посебен талент меѓу нив во врска со и нивниот интерес за развивање на информатиката во нивните капацитети. Вака ние ако зборуваме за најдобрите деца, тоа е врвен талент. Значи, ние се шегуваме, кажам, ти си послаб како кога зборуваме со деца или тој е послаб, тој е подобар и тоа е со обичните деца е неспоредливо тоа. Они се меѓусебно тука малку послаби, подобри и така натаму. Меѓутоа, за да се освои медал на Светска олимпијада мора да има страшен талент и многу работа. На ниво на државата, да речем, едно од работите е и интересот кон информатиката. Второ е што како здружение, јас како председател на здружението
се обидов и успеавме да воведеме информатика на повеќе нивоа во образованието. Затоа што се убедувавме одамна со министри и со други значајни фактори во државата дека информатичко размислување, инженерско размислување, computational thinking што се нарекува, треба да се развива од мали години, од 7 години, од 8, од 9. И успеавме да ставиме некакви предмети и во основно, и во средно, и полесно, сепак, кога има допир со таа наука, полесно е да имаме и интерес, да развиеме интерес кај повеќе ученици. Тоа е главното. И затоа беше проблем пред 5-6 години, 7, кога им текна нова концепција, па го направија предметот техничко образование и информатика. Значи, споја, туку речи, неспојливи работи. Во другите, во европските земји, кои што од кај нас, можам слободно да кажам, зема она што го имавме ставено пред во 2014 година во 3-то, 4-то и 5-то одделение како програма, Европска унија како препораки за земјите го донесе 7-8 години подосна, кога ние кај нас им текна да го укинат затоа што немало кој да го држи предметот или немало средства или ресурси или не знам што. Значи се трудиме, пробуваме, делумно успеваме или ќе успееме, па некош ќе не вратат малку назад, ама мислам дека тоа е главното за интересот. Мора, значи, еве една од работите во стратегијата на Европска унија и во препораките што се до земјите за воведување на овие computational thinking и други слични дигитални вештини во образованието, пишува вака: добро е да има предмет кој што ќе се нарекува информатика или computer science, за да не само да бидат изложени на содржините децата, туку да бидат заинтересирани и за темата, за предметот, за да се свесни дека тоа е нешто што после тоа може да го изучуваат во иднина, а ни требаат такви, има дефицит на информатичари секогаш. Така. Овие надпревари вашето искуство, учеството на олимпијади, балканијади и така натаму, веројатно помага да направите споредба некоја, каква е ситуацијата кај нас, каква е во другите земји. Вие се соочувате таму со држави како што е Кина, например. Каква е споредбата во однос на другите земји? Во однос на резултатите, ако зборуваме во однос на резултатите, можам да се пофалам дека Македонија е многу мала земја. Да. Ние од 1,5-1,8 милиони вкупно жители, не треба да одбереме 4 ученици за да учествуваат на Олимпијадата. Кена од 2 милијарди или 1,8 милијарди колку се, треба да изберат пак 4 ученики. Да. И сега, кога избираш од толку и кога избираш од многу помалку и кога резултатите се барем мерливо споредливи, тогаш мора да бидеш задоволен. И тоа, ако се споредуваме сега со најголемата земја во светот, да кажеме. Меѓутоа, ако се споредуваме со земји на големина колку Македонија, 2 пати колку Македонија, или 2 пати пола од Македонија, да кажеме, ние сме стварно некаде во врвот од тие земји. Годинава со нашиот резултат на светската олимпијада, на ранг листата што е на олимпијадата, ако се отвори некаде 22 некој место сме, ми се чини, од сите земји скоро 90 кои што учествуваа на самата олимпијада. Тоа е во однос на она што го постигнуваме како резултат. Ама ове пак споредба на врвниот резултат. Јас секогаш викам дека на државата не е само овој успех важен, тие 2 медала што ќе ги освоиме, што ја промовира Македонија дека е се уште добра дестинација со талент, со некакво образование кое што може да ги донесе децата до тој медал и така натаму. Поважниот момент според мене е промоцијата на самата наука, интересот на повеќе деца кои што повеќе деца ќе се заинтересираат за да дојдат на надпреварите. Автоматски повеќе деца ќе се заинтересираат за самата област. Мислам дека тоа е нештото кое што ние како нашата дејност го остава во општеството и придонесува за развојот на државата. Имам уште едно или две прашања кои се однесуваат на
придобивките за самите деца кои учествуваат на овие надпревари. Се разбира, главната придобивка е дека тие имаат знаење, создале некој капацитет со ваша помош, стигнале до ниво да се надпреваруваат со нивните врсници од светот на ниво и плюс да победат во однос на таа работа. Што за нив тоа дополнително може да донесе? Знаеме со колегите од другите земји да дискутираме и да се шегуваме која е разликата меѓу нашата олимпијада, као научна олимпијада и спортската олимпијада. Спортската олимпијада, освојувањето медал е врвот. Тоа е врв на кариерата на спортистот, генерално и после тоа завршува приказната. За нашите деца почнува тука приказната. Медалот е некаква гаранција за многу висок квалитет и на тие деца им се отвараат врати практично и да бират на кој универзитет, на кој факултет во светот би се запишале. На многу ќе бидат примени без проблем. На голем дел од нив ќе бидат примени и со полна стипендија. Значи медалот прикачен на апликацијата ги отвара вратите за... Така. Да. Тоа е на некој начин исто така придобивката и предизвикот за нашите ученици, особено затоа што сепак кај нас школството е ефтино. Например, на Финки за 200 евра се студира годишно, меѓутоа на Американски универзитет тоа е 50, 60, 80 илјади долари годишно. И тие се некои непоимливи суми за македонско просечно семејство да можат самите да си ги дозволат да ги платат. Ова е начин како да добиеш квалитетно образование, ти да избереш факултет кај што ќе се запишеш, да речеме, да ти се отворени врати. Така. Уште едно прашање се однесува на правите навистина многу факултетот, Сдруженијето особено за овие деца, за нивните подготовки како одскочна даска за нивната кариера понатаму. Дали сте размислувале, дали има дали бавењето со оваа благородна работа понекогаш ви отвара некакви идеи, размислување за тоа што да направиме со сите тие капацитети на овие деца за државата, за Македонија? Дали постои некоја таква опција? Да се направи некаков хаб, некаков македонска силиконска долина организирана и така натаму. Сум размислувал, сме размислувале, сме дискутирале. За жал, тоа едноставно мислам дека не зависи од мене. Ние можеме да предлагаме, да пробаме. Некако кај нас работите на државно ниво, ако зборуваме, одат, тргни, застани, 2 чекори напред, 1 назад, или во полоша варијанта 1 напред, 2 назад и така натаму. Треба да се размислува. Секој кој што е особено, ова е, зборуваме сега за некаква државна стратегија. Да. Не може ова да биде, може, меѓутоа подолго трајно е ако биде државна иницијатива и влезено во стратегијата на државата. Секој министер, секој премиер треба да размислува 5, 10, 20 години нанапред. Тие деца се што се запишуваат во прво оделение, кога ќе завршат, тие е прашањето кои работни места ќе им требаат, што ќе треба да прават, како. Тоа треба да се процени, да се види и така треба да се гледа натаму. Ако не сме форсирале повеќе да имаме информатичари пред 10 на 15 години, сега ќе имаме многу помалку странски, да речеме, девизен прилив од нивната работата од Македонија, ги плаќаат од странство, остануваат парите во Македонија. Значи, може да се направат работи, меѓутоа, кај на себе ќе го дам примерот со стипендиите за талентираните кои што државата веќе 10 на години или повеќе ги дава. Не можам да зборувам со факти, меѓутоа, ајде да речеме анегдотално од луѓе што сум слушнал, што сум зборувал со бивши некои кои што ги имале стипендиите, имаше добар механизам да се дадат стипендиите и стипендиите или да се вратат од кога ќе заврши студентот, ќе дипломира, ќе се вработи на добра позиција, на добар универзитет. Се вработува во странство, ги враќа парите. Ми се чини дека ретко кој или дали воопшто некој ги вратил парите. А ако ги враќаат парите, ќе има за следните. И така, тоа е една грешка во добрата идеја која што почнала со која што се тргнало. Втората работа, многумина се враќаат во Македонија и
тој е дел од механизмот, тие треба да се стават на располагање на државата, да ги ангажира, и колку што јас знам, не се ангажирани од државата во државни институции, може да бидат ангажирани точно како советници, како изградба на во тимови за градење на стратегии, во тимови за поддршка, информатички тим, информатичар може да влезе во информатичките тимови на владата и така натаму. Значи, сето тоа, пример како ги даваме парите, ама не ги береме плодовите од она кое што сме го платиле. Значи, може да се направат и си имаат направено некои работи, ама треба да сме доследни и да ги тераме до крај. Така. Ви благодарам многу на разговорот. До следните успеси што ќе ги постигнете, ќе ги очекуваме со нетрпение. Ви благодарам што дојдовте и секогаш сме отворени за вас. Да, благодарам.